Струмичките и редовишките земјоделци учеа како да ја применат алатката фертиригација во нивното производство. Станува збор за процес на наводнување и ѓубрење преку системот капка по капка. Според експертите, примената на современите технологии ќе доведе до одржливо земјоделско производство, заштита на животната средина и поголеми приноси. Јаболко и круша, позитивните страни од примената на оваа технологија, можноста за самостојно аплицирање на оваа технологија на нивните производни површини, додека пак во претходните обуки на некој начин фармерите беа обучени или подучувани да може да ги користат и другите современи технологии, конкретно во праксата на наводнување, па и да речеме примената на фертиригацијата, односно утврдување на режимот или времето кога да се наводнува, колку количина да се даде, примената да речеме на современи инструменти кои што се инсталираат во почва или го следат да речеме дел од да речеме од морфолошките процеси кај растенијата, на тој начин се утврдуваат програмите, односно режимите кога да се аплицира водата или пак хранливите материи кај растенијата. Овие методи ќе бидат испробани врз посеви под домати и пиперки, а во воштарството во заштита на насадите со слива, јаболко и круша. Фармерите мора да се воведат во одржливите практики за да може да го осовременат процесот кој делумно го употребувале, велат експертите. Производство. Значи не е само фармерите да го имаат системот капка по капка, а повторно да наводнуваат без потреба или од ока, нерационално. Значи основната цел е преку овие мерки да воведеме практики кои што во иднина фармерите самостојно ќе може да ги применуваат, самостојно ќе може да го утврдат времето и количината, точната количина на вода според потребите на самата култура согласно фазите на раст и развитие. Секако дека основна цел е преку самата апликација на водата да се аплицираат и хранливите материи, а самиот момент дека системот капка по капка овозможува наводнување само на дел од културата, значи од коренот на културата, односно дел од површината каде што се наоѓа растението, овозможува и заштеда на вода, односно хранливи материи, а со тоа нормално доколку правилно се наводнува, согласно утврдените програми или режими кои што се утврдуваат преку различни инструменти, да се примени правилна прихрана, која што е во рамки на кореновата система и согласно фазите на раст и развитие на културата, а при тоа да нема промивање на хранливи материи надвор од кореновата система, а со тоа и загадување на подземните води и нормално самата животна средина. Проектот е финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој UNDP, а во соработка со професори од Земјоделскиот факултет од Скопје. По завршувањето на обуките ќе бидат селектирани одреден број фармери кои ќе добијат грант за примена на новите методи на нивните насади.